Интач со доктор Чарлз Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на програмата на Интач, барањата за побожно влијание. Influence is both a responsibility and a privilege. Влијанието е одговорност, исто како што е и привилегија. Кога мислиме за влијанието, размислуваме за моќта да се влијае врз нечиј живот. Моќта да убедиш некого да го направи ова или она. И кога размислуваш за билионите долари кои ги трошиме секоја година на луѓе кои сакаат да не убедат во нешто, односно да ви влијаат, сакаат да влијаат врз нашата одлука, што ќе јадеме, или каде ќе јадеме, што ќе пиеме, како ќе се облечеме и како ќе го носиме тоа, или што ќе возиме, дури можеби и како ќе гласаме. Но луѓето постојано се обидуваат да ни влијаат и тие трошат милиони и милиони долари во тој процес. Кога размислуваш за влијанието врз некој, некогаш тоа е со цел, некогаш е пасивно, некогаш е многу добро, а некогаш може да биде злобно. Но сите ние сме под некакво влијание и сите ние влијаеме врз некој друг. И честопати тоа е пасивно, свесно или несвесно. Односно, ние свесно сакаме да им влијаеме на нашите деца или на другите луѓе, но честопати, несвесно, без некаков напор од наша страна ние влијаеме. Така, ако размислите за сите реклами, сето тоа влијание на нас. Она за кое сакам да зборувам во оваа порака е влијанието, но јас сакам да зборувам за побожно влијание. Тоа е насловот на оваа порака. Кои се барањата за ти и јас да имаме побожно влијание врз другите луѓе? И под побожно влијание мислам на добро влијание. Мислам на влијание кое ја употребува силата во нас, за да им помогнеме на другите луѓе да разберат кој е Исус и да им влијаеме да го прифатат Него за личен спасител. Да им влијаеме да растат во нивното разбирање и познавање на Божиот збор. И да им влијаеме да одат побожно, свето и праведно. Да им влијаеме да му служат, да го следат, низ сите дни на нивните животи. Да ги подржуваат неговите дела, да ја шират неговата порака низ целиот свет. Така, сите ние имаме одговорност, особено како верници, да бидеме влијателни, односно, да ја употребиме моќта која ја поседуваме. Тоа може да биде преку нашиот глас, преку говорот, преку карактерот, преку поседувањата, преку позицијата, но сите ние имаме влијание. Во книгата на Даниел можете да го најдете најубавиот пример за некој кој имал побожно влијание врз оние околу него. Така, би сакал да свртиме во Даниел, и ако некој од вас се нови верници и не знаете каде точно е тоа, ако погледнете во Стариот Завет има 4 големи пророци. Го имаме Еремија, Исаија, Езакиел и најпосле Даниел. Во оваа книга ги има многу прекрасни лекции. Но Даниел е неверојатен пример за некој кој оддавал побожно влијание на оние околу него. Овој млад тинејџер Даниел имал побожно влијание врз тројца негови пријатели: Седрах, Мисах и Аведенаго, слуги на цар Навуходоносор, неговиот син кој постанал цар, Валтазар, потоа Дарий, Медиецот и Кир Персиецот. Така, вистина е дека тој имал влијание, побожно влијание над сите оние околу него, вклучувајќи и нацијата водена од овие 4 цареви. Ти велиш, чекај малку, јас немам таква привилегија. Размисли за ова. Ти ја имаш привилегијата да имаш побожно влијание на можеби една личност, двајца или тројца од твоите пријатели, твоето семејство, колегите, твоите деца, твоите внуци. Сите ние имаме неверојатна можност, одговорност и привилегија да бидеме побожно влијание. И јас би сакал да ви кажам на вас, родителите, вие имате неверојатна одговорност пред семоќниот Бог да бидете побожно влијание над вашите деца, за да продолжите над нивните деца, односно вашите внуци, затоа што Бог ни ја има дадено таа одговорност. И сите ние кои сме верници, ја имаме оваа неверојатна одговорност и привилегија, и ја имаме моќта на Светиот Дух кој живее во нас да ни дава водство и насока и да не оспособува да бидеме побожно влијание на оние околу нас. Така, она кое би сакал да го направам е да ви дадам еден сет на принципи, односно, кои се барањата, кои се потребни од нас за да би биле побожно влијание, не било какво влијание, туку побожно влијание.
она кое прави разлика во нечи живот денес и во деновите кои предстојат. Така би сакал прво да размислите за сето ова. Првото барање е ова, односно силно уверување за Божиот збор. Ти мора да веруваш дека Библијата е токму она која вели дека е, односно дека таа е целосниот, вистинит, непогрешлив збор на живиот Бог. Овие се принципите по кои треба да живееме. Ова се принципите според кои треба да расудуваме. Ако ти не ги имаш основните принципи на Словото, ако не веруваш на оваа книга, ако твоите уверувања не се втемелени во Божиот збор, ќе бидеш расеан за она во кое веруваш и не веруваш. If you do not believe this book, if your convictions are not based on the Word of God, you're going to be all over the place in what you believe and what you don't believe. Бидејќи, еве ја грешката која многу луѓе ја прават. Тие велат, па јас имам убедувања, но има разлика во темелните убедувања. Убедување е нешто во кое веруваш, за кое си целосно убеден. И така, ако сакаш да имаш побожно влијание врз другите, не можеш да бидеш расеан и да велиш, па ова е она во кое верувам, а живеам на сосема друг начин. Една од причините зошто толку многу тинејџери растат во домови и се заминуваат од истите каде што нивните родители тврдат дека се христијани, е затоа што тие ги гледаат како зборуваат за принципите, а прават што? Живеат како што сакаат. Принципот вели, ова е моje убедување. Јас не се предомислувам, не си заминувам од тоа, без разлика на цената. Можеби ќе бидам одбиен, можеби ќе ме чини едно работно место или нешто друго, но јас не се менувам и не се отрагам од моите основни убедувања. Ако сакаш да бидеш побожно влијание, треба да имаш основни убедувања, наспроти кои не можеш да бидеш купен со прифаќањето на другите. Не можеш да бидеш исплашен и да се откажеш заради заканите од другите. Затоа ви го поставувам ова прашање. Кои основни принципи ги држиш толку близу во животот, што не би се откажал од нив под никакви услови? Unwavering convictions about the Word of God. Because you see, a conviction is sort of like that. Бидејќи, ако сакаме да бидеме побожно влијание, мораме да бидеме непроменливи, цврсти убедувања за Божиот збор. Бидејќи, убедувањето е како цврстата линија на автопатот среде ноќта, покрај кривината. Ако останеш на десната страна, ќе бидеш добар. Ако таму нема линија, тогаш ќе се те теравиш по патот среде ноќта, само од она кое светлата може да ти го покажат и одеднаш излегува кривина, а ти си на погрешна страна. Слушайте, Божиот збор, убедувањето е твојата безбедност, чекорењето на Божјата волја, покорност кон Него, правењето на она кое Тој ти го заповеда. Има друго нешто кое е неопходно, а тоа е следно. Ти и јас мора да сме посветени на уверувањата. Што е ова во кое верувам? Дали јас сум посветен на ова? Едно е да се рече, па да, јас имам убедување. Дали имаш толку цврсто убедување на кое си посветен, по кое живееш? И без разлика што некој вели и како те уценува, или што и да е, ти се држиш до тоа. Ако ти си им посветен на твоите убедувања, она кое ќе се случи е следно. Ти ќе преминеш од убедување во преференција, од принципи до она кое ти е поудобно на тебе. Ова е причината зошто повеќето цркви се толку слаби денес, бидејќи неверниот свет не гледа нас како се однесуваме. Сега, запомнете што рекол Исус, тој бил многу јасен. Во 16-та глава од Матеј, тој им рекол на своите ученици: пазете, гледајте, бидете внимателни за влијанието на фарисеите и садукеите, бидејќи тоа е погрешно, лошо влијание. Од друга страна, тој вели во 5-та глава од Матеј. Тој рекол: нека вашата светлина свети пред другите толку силно, што ќе ги видат вашите добри дела и ќе прават што? Ќе го прослават вашиот татко на небесата. Дали ќе те чини нешто? Да. Но ајде да ти поставам прашање. Што е она за кое си подготвен да се откажеш од своите убедувања? Ме слуша ли некој? Дали би се откажал од нив за да бидеш прифатен? Дали би се откажал за финансии? Дали би се откажал во замена за нечија љубов и посветеност на тебе? Од што си подготвен да се откажеш за да додржеш до своите убедувања? Убедувањата за тоа кој си во својата врска со Исус Христос. Кој си ти како Божјо дете? Кој си ти во својата служба кон Него? Дали си толку посветен што никој нема прашања за фактот дека ти не само што велиш дека веруваш,
туку те гледаат како го живееш тоа. Тоа особено е точно за Даниел, бидејќи што се случува низ словото. Тој е посветен, ништо не се случува. Кога дојдоа велејки, ние ќе те фрлиме во лавовската јама, бидејќи се уште се молиш кон Ерусалим. Нека биде така. Не можеа да го подкупат. Ништо не го разубеди доволно да ги прекрши основните библиски убедувања кои Бог ги изградил во неговиот живот како млад човек. Но има трето нешто кое сакам да го забележите и кое е многу очигледно кое го гледате неговиот живот, има многу докази за ова. Ако сакаш да имаш побожно влијание, потребна ти е храброст. Низ целиот живот на Даниел, она кое го гледаш е храброст. Ти велиш, какво влијание имал тој? Тој имал тројца пријатели, Седрах, Мисах и Авденаго. Ке се сетите што се случило. Тоа е дека царот ја направил златната слика, а тие рекле, види, направи ја ова златна слика и секој кој не се поклони кога ќе затруби трубата и сите нешта, кога ќе се испрати порака, сите мора да се поклонат на оваа слика. Па Седрах, Мисах и Авденаго рекле, ние нема да го направиме тоа. Знаеш зошто? Слушајте, еве го побожното влијание на Даниел. Даниел рекол, јас нема да јадам месо, ниту да пијам вино од царската трпеза. Тие рекле, ниту ние. Така, тој рекол, знаете што? Не се клањајте на никој друг освен на Бог. Така, интересно е, ако ви текнува што се случило, како резултат на тоа, царот им рекол, секој кој нема да се поклони, еве што ќе се случи. Ние ќе изградиме добра печка овде и ќе ве фрлиме во неа вас и сите кои нема да се поклонат, ќе ве фрлиме во огнената печка. Па интересно е она кое се случува овде, бидејќи како резултат на она кое не го направиле, некој ги кажал на царот. И во третата глава, еве што се случило. 14 стих вели. Навуходоносор им рече, дали е вистина Седрах, Мисах и Авденаго, дека вие не им служите на моите богови и дека не му се поклонувате на златниот кип што го подигнав. А секако ова е вистина. Стих 16 вели. Седрах, Мисах и Авденаго му одговорија на царот Навуходоносор. Не треба да ти одговориме на тоа. Сега, браќа, тоа е бестршност. И да биде така, напиша Бог, кому служиме може да не избави од вжарената печка. Тој ќе не избави од твојата рака, цару. Ова е неверојатна вера. Видете го ова. Но ако тоа и не го направи, знај, о цару, ние нема да им служиме на твоите богови, нити ќе му се поклониме на кипот што си го подигнал. Ајде да ви поставам прашање. Дали имаш некакви убедувања? Дали имаш такво ниво на посветеност кон Господ Исус Христос, што би му рекол на некој авторитет над тебе на работа, на училиште? Дали имаш такво убедување и храброст да речеш, јас нема да го направам тоа, дури и да ме чини работно место? Нема да се придружам на ова без разлика на твоето мислење. Можеш да ме одбиеш, можеш да му оценуваш, што и да е. Јас нема да го прекршам она кое Бог ми го има кажано да го направам. Колку пати ви го имам кажано ова? Покори му се на Бог и остави ги сите последици нему. Токму она кое тие го направиле. Покори му се на Бог и остави му ги нему последиците. Така, вистината е дека ние треба да бидеме жени, мажи, храбри, млади луѓе. Ти треба да стоиш на своите убедувања, бидејќи ќе биде тестирани. Но, ајде само да ви го кажам ова. Твоите деца ќе го следат твоето водство. Ако си заминеш, се поклониш, се откажеш, ако се одадеш, гледај што ќе се случи со твоите деца кога тие ќе западнат во истите ситуации, а ти си им бил најголемото влијание во животот додека растеле. Тие те гледале, те слушале. Најверојатно ќе го повторат она кое ти си го рекол и кое си го направил. Запомнете, рековме дека влијанието може да биде пасивно, а може да биде и од голема цел. Може да биде свесно или несвесно, но сите ние влијаеме. Потребна е храброст да се застане наспроти такви потешкоти и неволји, бидејќи сите ги имаме во животот. Кога го гледате неговиот живот, многу е очигледно што се има случено овде, кое ќе ни се случи и нам. Сега забележете нешто друго, тоест ова. Потребна е доверба во Бог од Словото. Едно нешто е да се рече, јас верувам во Библијата, но дали јас имам доверба во самиот Бог?
бидејќи Бог прави многу ветувања. Велиш, јас верувам во ветувањата. Дали ти имаш доверба во Бог дека ако му се покориш, тој ја има одговорноста на твојата покорност? Дали веруваш дека тој ќе те заштити во тие времиња? Дали веруваш се што тој ќе каже е апсолутна вистина? Или можеби си велиш во срцето, јас имам доверба во Бог, јас му верувам на Бог дека ќе го направи она која го ветил. Еве што се случува. Ти и јас можеме да зборуваме за верата, можеме да зборуваме за нашето влијание, но Бог ќе го испита секој еден од нас, не само еднаш, туку многу пати. И неверниот свет ќе гледа да види дали ти навистина ги веруваш овие ветувања од Словото. Дали ти веруваш во она во кое тврдиш дека веруваш. Дали имаш доверба во Бог. Дали те гледаат како се нишаш кога тестот зажештува. Кога нештата на вистина се тешки, дали можат да те видат со цврста, непроменлива, посветена вера во живиот Бог, твојата доверба во Него, дека Тој ќе те избави, бидејќи честопати, нашите најголеми моменти на влијание, побожно влијание, се кога нашите пријатели или колеги, па дури и нашите непријатели, не гледаат како минуваме низ тешки времиња и сме тестирани. Може би е некаков јавен тест или што и да е, и гледаат дека стоиме цврсто. Гледаат како силно веруваш, гледаат како се држиш и гледаат како му веруваш на Бог. И знаете што си мислат? Еве што мислат. Како ли го издржуваат ова, со се што се случува? И знаете ли зошто го поставуваат прашањето? Бидејќи тие не би можеле. Ако ние би имале побожно влијание, мора да имаме непоколеблива вера. Бидејќи кога верата ни е потресена и другите го гледаат тоа, а ние почнуваме да се оттргаме од неа, да се повлекуваме, почнуваме да се одрекуваме од она во кое веруваме. Знаете ли што правиме? Ние ставаме сенка на христијанската вера. Ставаме сенка на црквата на Господ Исус Христос. Слушайте, ако Бог е оној кој вели дека е, а тој е, тој може да не ослободи. И низ книгата на Даниел можете да го видите ова како се случува. Неговата доверба не е потресена. Тие велат, ние ќе те фрлиме во лавовска јама. Фрлете ме. Ако Бог сака да ме спаси, тој ќе го направи тоа. Ако не сака, ќе ме однесе дома. Однесете ме при царот. Кога гледате што се случило кога излегол првиот проблем, првиот сон, што направил Даниел? Тој им рекол на своите пријатели, ајде да дојдеме при Бог во молитва. И тој ја моли оваа неверојатна молитва во 2 глава, 19 стих. Тој вели: И му се откри тајната на Даниел во ноќно видение, а Даниел го благослови небесниот Бог. Даниел рече: Божјото име да биде благословено од века до века, негова е мудроста и силата. Тој ги менува добата и времињата, ги руши и ги поставува царевите, им дава мудрост на мудрите, а знаење на пронесливите. Тој ги открива длабочините и тајните, знае што е во темнините и светлината живее во него. Тебе те славам и фалам, о Боже на моите татковци, зашто ми даде мудрост и сила. Еве, ми го откри она за што те молевме, ни го откри тоа што го бара царот. Слушајте, ова е човек со самодоверба. Тој е бестрашен, храбар, извикува кон Бог, има самодоверба. И тој му рекол на царот: Ние ќе ти го дадеме одговорот. И секогаш кога имало сон, тој целосно и прекрасно го толкувал. А некогаш тоа било неверојатен одговор со зборови на пророштво за иднината, за кое некои од нас доволно долго биле живи за да видат како се исполнуваат некои од овие нешта и сме ги разбрале. Прашањето е следно. Ако размислиш за твојата врска со Бог и со другите луѓе, дали би рекол да, јас не само што ја имам храброста, туку ја имам и довербата во мојот Бог. Знаете, кога тестот настапува, без разлика дали сме искрени или не, дали моите убедувања на вистина се живи во нас, дали јас сум подготвен да му верувам, кога немам во што друго да верувам, дали сум подготвен да му верувам нему. Кога ја гледам ситуацијата која изгледа безнадежно и безпомошно, дали јас ке стојам цврсто и силно на ова? Мојот Бог ми има дадено ветување. Тој никогаш нема да ме остави, ниту да ме напушти, без разлика на се. Ајде да ви поставам прашање. Дали ти си побожно влијание? Како резултат на твоите убедувања во Божиот збор, твојата посветеност на тоа, твојата храброст да станеш и твојата доверба во Него. Ајде да размислиме за нешто друго кое е важно овде, а тоа е следно.
Христовиот дух кога сме во огнот, едно нешто е да се биде смирен, но што е Христовиот дух? Еве што е. Христовиот дух е кога простуваш без разлика на се. Без разлика на се ти простуваш. Тоа е Христовиот дух. И ако ти сакаш да имаш побожно влијание, мораш да одговориш на тој начин. Сега видете, Даниел беше манипулиран од некои од неговите соработници. Тие се обидоа да го донесат во позиција каде би бил убиен заради нивната љубомора. Никаде не слушате ниту гледате од страна на Даниел да имало непријателство, неопростување, огорченост, омраза, злоба или друго. Ти велиш, па Библијата не ги споменува тие нешта. Слушајте, Библијата зборува многу лоши нешта за неговите слуги. Но Даниел и Јосиф се двајца од најмистериозните луѓе во целата Библија. Побожни луѓе кои поминале низ тешкоти, неволи, секакви нешта, но одговориле на правилен начин. Со љубов, слушајки, со дух на простување, тоа е Христовиот дух. А понекогаш, нашето неголемо влијание и сведоштво се кога луѓето не гледаат со дух на простување кон другите кои ни сгрешиле. Тоа е тој Христоликов дух. Мораме да простуваме и не само да простуваме, слушајте, но не возвраќајте и видете ова се случува. Кога ќе одите, например, да предпоставиме дека се нервирам за овој човек, за она што го направил, а потоа задграб велам. Знаеш што? Тој е само нездрав, тоа е тоа. Знаете што сум го изгубил сведочењето токму таму. Се што имав изградено во обидот да имам побожно влијание го изгубив. И знаете како губиме многу од нашето сведочење и нашето влијание? Со нашите устни. Велиш, па секој има право да каже нешто. Еве што треба да се запрашувате. Дали ќе го изгубам моето побожно влијание или ќе го држам цврсто за доброто? Тоа е простување со љубов. Тој тивок, мирен дух. И последното нешто што би го споменал едноставно е ова. Тоа е, ако сакаме да имаме побожно влијание, еве каде ќе бидеме фатени во замка. Ако сакам да имам побожно влијание, морам да бидам доследен во моето одење. Сега, ако ја погледнете книгата на Даниел и прочитате што се случува овде, има толку многу прекрасни работи во овие први 6 поглавја. Тој е многу доследен. Еве што сакам да видите. Прекрасното влијание на Даниел, кое е влијаело врз неговите пријатели, кралските слуги, четворицата кралеви и целата нација, било резултат не само на неговото убедување во Божјото Слово, туку и на неговата доследност до крај. Сега, еве што сакам да забележите. Размислите за дете кое расте во семејство. И татко кој го кажува ова, но тој го прави ова. Мајка го кажува ова, но таа го прави тоа. Тие го тврдат ова, но го прават тоа. Еве што се случува во умот на детето. Има збунувачка работа што продолжува. Еве што велат тие, а еве што прават. Морам да и верувам затоа што тие се мои родители, но тие зборуваат едно, а прават нешто друго. Што треба да правам? Тие тврдат дека се христијани, но јас ги гледам овие постапки. Тие тврдат дека се морални, но јас ја гледам оваа порнографија. Тие тврдат дека се чисти, но јас гледам што пијат. Тие тврдат дека се добри членови на црквата, но не одат многу често. Тие тврдат дека го почитуваат Бог, но јас не ги гледам да даваат десеток. Гледате сега што се случува? Има конфузија. Сега, само затоа што не го гледате тоа во срцето на вашето дете, не значи дека го нема. Ви гарантирам дека е таму. Слушнав доволно во текот на сите овие години за да знам дека децата се збунети. И тогаш ја губат желбата да ги прават работите од Бог, ја губат желбата да бидат спасени. Тие губат, со други зборови, зошто јас да го следам овој Исус? Тој не може да направи повеќе во животот на моите родители, а што со мојот живот? Велите, па јас не сум одговорен за она што го прават моите деца. Имаат 18, 19, 20. О да, ти си, затоа што вие поставивте основа. И знаете што? Тие само ги вградија истите работи во остатокот од нивниот живот, што вие ги изградивте таму на почеток. Сега разбирам дека родителите понекогаш можат да бидат најдобри и поради некоја причина детето оди во друга насока. Јас го разбирам тоа, има исклучоци од тоа. Но она што јас те прашувам е ова. За животот што ти го живееш, ако ги прашам твоите деца, дали твоите родители ти дале побожно влијание? Што би рекле вашите деца? Затоа што гледате, нема разлика што ќе кажеме јас и ти. Кога некој ќе ме праша за мојот минат живот или нешто, јас велам, знаете што? Најдоброто нешто што треба да го направите, ако сакате да ја дознаете вистината, одете, прашајте ги моите деца.
Зошто, знаете што? Тие ќе бидат искрени. Дали твоите деца би рекле дека ти си побожно влијание во нивниот живот? Само сакам да ве прашам како родител. Не можете да ја избегнете оваа одговорност и не можете да ги избегнете последиците. Дали ти имаш побожно влијание врз тие скапоцени Божји дарови, дадени да ги подигнеш? Слушајте, дали вашите деца ќе пораснат верувајќи му на Исус рано во животот како нивен спасител? Дали ќе пораснат со желба да бидат духовно како тебе? Дали ќе пораснат со желба да одат во црква, сакајќи да се крстат? Дали ќе пораснат со желба да му служат на живиот Бог? Дали ќе пораснат со овој глад и жед да го запознаат? Дали сами ќе пораснат читајќи ја Библијата? Дали ќе пораснат знаејќи да се молат? Дали ќе пораснат барајќи ја Божјата волја за брачен партнер? Дали ќе пораснат посветени да живеат според тие основни принципи на Светото Писмо? Дали ќе пораснат бранејќи го Божјото Слово? Дали ќе пораснат со чувство на доверба дека Бог го контролира нивниот живот? Дали ќе пораснат со чувството на непоколеблива доверба дека Бог ќе ја исполни својата цел и план во нивниот живот? Сето ова може да биде ваше наследство, ваш подарок за вашите деца, кога врз нив вршите постојано божествено влијание. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.